Гренланд, полуавтономна данска територија покриена со мраз и Панамски канал кој го поврзува Карипското море со Тихиот океан. САД мора да ги контролираат и двете, изјави новоизбраниот претседател Доналд Трамп. На пресконференција во Маралаго, Трамп беше прашан дали може да увери дека нема да користи економска и воена принуда за да го стори тоа. Не можам да ве уверам за ниту едно од овие две, но можам да го кажам ова. Ни требаат за економска безбедност. Минатата недела Панама ја прослави 25 годишнината од префрлање на каналот од САД. Каналот за секогаш ќе остане во наши раце. Денес го гледаме панамското знаме како слободно се вее, како од секогаш да било таму. И од 1941 година САД одржуваат воена база во Гренланд, кој е дел од кралството Данска, но има широка автономија. Луѓето на вистина дури не знаат дали Данска има законско право на тоа, но ако го има, треба да се откаже од тоа затоа што ни треба за националната безбедност, тоа е за слободниот свет. Зборувам за заштита на слободниот свет. Гледате, не ви треба ниту двоглед. Имате кинески бродови на секаде, руски бродови. Не дозволуваме тоа да се случи. Данската премиерка Мете Фредериксен изјави повеќе пати дека Гренланд не е на продажба. Таа го кажа тоа повторно неодамна кога синот на новоизбраниот претседател Доналд Трамп јуниор отиде во претходно ненајавена посета на територијата. Јас ќе кажам многу јасно дека Гренланд, гледано од перспектива на данската влада, е за народот на Гренланд. За време на пресконференцијата Трамп исто така беше прашан дали ќе употреби воена сила за анексија на Канада, која тој предложи да биде дел од САД. Не, економска сила. Затоа што Канада и САД, тоа навистина би било нешто. Се ослободувате од таа вештачки исцртана гранична линија, па погледнете како тоа изгледа, исто така би било многу подобро за националната безбедност. Не заборавајте, ние во основа ја штитиме Канада. Канадскиот премиер во заминување Џастин Трудо рече на социјалните мрежи, цитирам, нема никаква шанса Канада да би станала дел од САД. Не е јасно дали новоизбраниот претседател има цел да ги исполни овие закани или да ги искористи како преговарачка тактика, како дел од неговата надворешна политика Америка прва, како што се подготвува да стапи на функција на 20 јануари. Живееме во општество каде што многу од овие одлуки не се носат на еднострана основа. И дури ако администрацијата на Трамп сака да биде експанзионистичка и да освои други земји, колку реално може да биде ова во однос на сила и одмаста? Трамп ја повтори својата закана дека ќе воведе тарифи од 25% за канадски и мексикански производи доколку и двете земји не ја зголемат безбедноста на границата со САД и рече дека ќе го преименува Мексиканскиот залив во залив на Америка.